Не се дише, не се издржува. Вака мештаните од Босилово го опишуваат животот со разгорената депонија која неколку дена поред чади во нивна близина. Наместо мирен секојдневен живот, тие се принудени да живеат во чад и неподнослива миризба, особено во попладневните часови кога ветрот го разнесува загадувањето кон нивите и домовите. Па сигурно се пали. Много. Ептен загадено. Не се ни дише. Вие тука работите во околината? Да. И? Работиме, ама. Преги беше многу повеќе. Сега прилично, ама не се издржува. Решение. Ќе треба некој чувари да има тука. Това е решението. За да не може да запалят. Често ли гори? Често. Некој го пали, а не знаеме кој го пали. Доаѓаше пожарна, пишуваа Да, пожарна, вчера тука со багеро, чистија, рина, нели, чистија тамука, местова, доаѓаш пожарна и така. А кој го пали, не знаеме. Важно ни смета, како и да смета, това не е убаво и така, да. Не знам како е решението, треба некој решение, ама треба па да се презема од некој нешто, од самите власти, од општина, од нешто. Треба нешто, не знам. Кој го пали, не знам и ние. Додека граѓаните се гушат, пожарникарите и екипите на комуналното предпријатие Огражден веќе 5 дена се обидуваат да го локализираат пожарот. Но огнот обично избувнува на повеќе места и тешко се става под контрола. Градоначалникот на општина Босилово, Ристо Манчев, се сомнева дека станува збор за намерно палење. Според него, пожарот се појавува на различни делови од депонијата. Тој вели дека инспектори и полиција се на терен и очекува да се утврди што точно се случува на оваа депонија. И покрај тоа што општината во минатото ја огради депонијата и постави соларни камери, проблемот не е решен. Напротив, пожарите стануваат почести, особено во летниот период. Коренот на проблемот лежи и во немањето системско решение. Општина Босилово нема централизирана депонија. Дел од отпадот се носи во Шапкарка и Добрашинци, а дел завршува на помали диви депонии.